Во Битола од денеска до 14 август ќе се одржува 11-тиот фестивал за современи уметности АКТО, кој ќе биде со хуманитарен карактер за настраданите од поплавите во Скопско, а потоа со нови содржини продолжува во Скопје, Штип и Тетово. Тридневната програма под мотото Поп-ап или искрснување, организирана од ФРУ Факултет за работи што не се учат, а финансиски е поддржана од Агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Ќе биде фокусирана на политичката моќ на уметничките колективи, а ќе се одвива во специјално дизајнирана хала во поранешниот комплекс на фабриката фрижидери, како и во кафе барот Јагода, Центарот за култура и Народниот театар во Битола. АКТО започнува во Битола, понатаму се шири и работи со локалната заедница во Скопје, во Штип и во Тетово. Тоа е една од главните карактеристики што од почетокот на АКТО, а тоа е откривање и освојување на различни простори низ во одреден град, работа со локални заедници, локални проблеми. Така што тоа е една од причините зашто сакаме малце годинава да АКТО како приказна, битолска приказна се прошири во други градови. Во рамки на програмата ќе има музички настапи, конференции, изложби, представи и работилници. Истите ќе бидат бесплатни, а на локациите каде што ќе се одржува фестивалот, ќе има пунктови за донации за помош на населението од поплавените подрачја во Скопско. Околу локациите фокусирани сме во фабриката фрижидери, кој што е во индустријската зона на Битола. Тоа ќе ни биде како една независна зона, каде што ќе биде фокусирана на музичката програма, и конференциите и изложбите. Исто така го имаме повторно како лани камионот музиката за градот, кој што неколку дена ќе кружи околу градот и ќе шири пораката на фестивалот. Као главни наши гости се дисциплина кичме од Србија. Тука ќе биде присутен и Душан Којич Која, кој што ќе учествува на еден од панелите со наслов Уметност за промени. Ги имаме Фолтин, нашиот локален и интернационален бенд без кој не може скоро да не може никако да се случи, па Джимстер диџејот Ти, Мики Стева, Машки Рикверц и доста локални диџеи бендови од Битола и од регионот. Викендов и во Скопје ќе се одвиваат хуманитарни настани за настраданите од невремето. Скопскиот драмски театар заедно со Театар Фабрика и издавачката куќа Матица Македонска во сабота ќе организираат хуманитарна представа и продажба на книги, а приходот ќе биде наменет за настраданите од поплавите. Дополнително, драмскиот театар ќе го донира и приходот од првите 3 представи во наредната театарска сезона.